Вкупно 11 улици, од кои 6 во градот и 5 во населените места во општината, планира да изгради и да асфалтира локалната самоуправа во наредниот период. Пресметките покажале дека за оваа намена ќе бидат неопходни близу 44 милиони денари, пари што би се обезбедиле со долгорочно позаемување од Министерството за финансии, а што ги дава Светска банка со програмата за подобрување на општинските услуги. Во општината веќе стигнала согласноста од Министерството, оти таа може да започне постапка за аплицирање за потребните средства од проектот МСИП-2, што се однесува токму на оваа намена. Добивањето на согласноста е резултат на финансиската стабилност и обезбедената кредитоспособност на Кочанската локална самоуправа, што е постигнато со навременото враќање на ратите од кредитите што беа позајмени во изминатите неколку години, а за што досега се отплатени вкупно 15 милиони и 800 илјади денари. Министерството за финансии ги распределува парите од МСИП-2 програмата според принципот прв дојден, прв услужен, поради што неопходно е постапката да заврши во што пократок период, односно навреме да се аплицира за добивање на парите. Сепак, за да се поднесе неопходната документација за земање на заемот, потребна е согласност од Советот на општината, поради што и точката за ова прашање ќе се најде на 22-та седница, закажана за среда 20 февруари. Според одредбите, одлуката на Советот важи само доколку договорот се склучи во фискалната година во која оваа одлука е донесена. Доколку општината земе заем по овој основ, сумата од околу 700.000 евра ќе се отплаќа во рок до 13 години, со вклучен грејс период до 3 години и каматна стапка еднаква на каматата што државата ја плаќа кон Светска банка. Ако согласно финансискиот капацитет на општината, одобрените средства од Министерството се во помал износ, тогаш разликата ќе биде финансирана од сопствени средства од основниот буџет на општината.